Благодарам господина Джафери, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на владата на Република Македонија, премиер на владата, почитувани медиуми. Моето процедурално барање е во однос на поставената практика од претходната седница на Комисијата за уставни прашања, кога имавме можност не само ние, туку и целокупната македонска јавност да следи директен пренос од Комисијата за уставни прашања. Оваа комисија е исклучително значајна, имајќи во предвид дека сме во процес на уставни измени и мислам дека како носител, односно како човек кој што сега ја води оваа функција и како председавач во денешната комисија, да створите услови да целокупната македонска јавност може да ја следи целокупната дебата која што ќе се одвива на оваа комисија, имајќи во предвид дека медиумите може би не се во можност да ја даваат целокупната дебата. Од таа причина барам да створите услови за директен пренос на Комисијата за уставни прашања, која што е исклучително значајна и за која што се заинтересирани граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам. Благодарам на кажувањето. Согласно деловникот, јавноста за работата на комисијата е обезбедена со самото присуство, значи, на медиумите. Сите и во тој контекст мислам дека не е спорно дека може да продолжиме со работа. Благодарам. Урно на комисијата. Благодарам. Очигледно, она што важи за една комисија, кога имате потреба јавноста да ја запознаете, не важи за следниот продолжеток на истата комисија и сметам дека непринципијалноста во однос на информирањето и транспарентноста која што сакате да ја покажете, не ја отсликавте на денешна комисија. Од таа причина барам како координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН 1 час пауза. Ви благодарам.